А Ирлија, нека е заубаво. Македонија го доби првиот шејк лидер на опозицијата. Да, шејк Алвенко Ибн Филипчех ќе ја води СДСМ до нови победи во Емиратите. Неговото официјално живеалиште стана Дубај, а во Скопје и на Бикачка ќе доаѓа од време на време, кога ќе му дозволат обврските, како што сега е модерно да се каже за некој што сака сите да помислат дека има работа преку глава. Мислите дека е лесно да се водат бизниси од Дубај до Струмица преку Петрич? Не се стигнува сегде, а плюс и неговиот бизнис партнер му ја даде и партијата на чување. Новиот шејк официјално призна дека има златна виза за Дубај. Златен тој инвеститор. Видовте дека ја говори вистината кога велеше дека има најобична виза за патување, па било де фокус, па фейк ньюс, па му ваделе муабети. Едноставно имам само виза која што ми е возможно да патувам. Златната виза, која се дава на богати бизнисмени, шејкот Венко ја добил во септември 23 година, 7 месеци пред изборите и падот на власта на СДСМ. Уште тога знаел дека ќе изгубат на избори, му трае 10 години, таман додека СДСМ бидат во опозиција. Филипче требало да работи како директор за инвестиции и менеджмент во најпознатата економска зона во Дубај. Значи станал бизнисмен наместо лекар. Ама кај арапите ништо нема за џабе, ниту пак за љубов. Па така златната виза Венко ја искеширал $500 000. Да, толкава инвестиција треба да пријавиш во Дубај за да ти дадат златна виза. Минимум. Може Венко и другар му имаат и повеќе. Не се гради зграда со $500 000. Скапо е во Дубај, а сега фати и војната. Ние, обичните што не сме шеици, толкава пара имаме видено само на филм или на играта Монопол. Како што тргнале, СДСМ на своето име ќе треба да додадат и All Inclusive, Dubai Edition. О социјалдемократска партија се претворија во пустинска елита. Еве Филипче вели дека нема ослушнато од и некој од Бугарија го негира нашиот идентитет. Ова да го изјавиш треба или да не живееш во Македонија или да си добро финансиски стимулиран. Добро бе Венко, па има резолуција во бугарскиот парламент дека сме вештачка нација. Што треба повеќе? Еве за да го потсетиме, може ја слушнал оваа изјава. За официјалниот език на Република Северна Македонија изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. Или може би ова? Страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Значи како не сближи договорот на Заев со Грција, врв на дипломатијата. Доказ дека грците ни се вистински пријатели е оној ЕС систем со кој за да влеземе во Грција или во било која земја членка на ЕУ ни земаат отпечатоци од прсти, брис од нос, ЕКГ снимка и на крај не фотографираат за спомен и долго сеќавање. Со ова процедурата и чекањето за влез кај јужниот сосед наликува на чекањето за визи пред грчкиот конзулат во 90-тите години. Кој влезе треба да части. Грците, како познати трговци, пред летната сезона одлучија да ја суспендираат оваа процедура за српските и за британските туристи, без да ја прашаат ЕУ. Значи можело. Нас за живи не рачунаат, иако македонските туристи се меѓу првите 5. Евхаристо Еленис Филои. Ова беа 5 туристички минути. Почнавме од Дубај, па преку Бугарија завршивме во Грција. Секаде појди, дома дојди.